тактичност. Полицијата ги собори напаѓачите. Хеликоптери и припадници на безбедносните служби го обиколија Штип. Полицајците се ги покажаа силите пред владиниот врв. Тигрите презентираат тактики за решавање на кризна ситуација во автобус. Таму има заложници. Во показните вежби учествуваа 600 полициски службеници. Акцијата на МВР стартуваше во 11 часот. Со свечен рапорт на министерот Оливер Спасовски почна одбележувањето на денот на македонската полиција. Спасовски со свој очи ја вида подготвеноста на припадниците на полициската униформа. Во неговото обраќање рече дека ќе им се зголеми платата на 4900 полицајци. Министерството годишно дополнително за нив ќе дава 79 милиони денари или околу 1300 денари месечно по полицаец. Зборуваше за опремувањето на полициските станици, за собраниските инциденти дека извршителите и креаторите не смеат да останат неказнети. На носителите на сината униформа им кажа да се спротивстават на партиските интереси, да постапуваат со разум и тактичност. Да се гарантира јавниот мир и безбедност, да се бориме против корупцијата, да го сузбиеме организираниот криминал, да се спротивставиме на насилниот екстремизам и радикализам, се клучните предизвици кои се одговор на сериозните закани на денешното современо живење. Премиерот Зоран Заев порача, МВР не смее да биде злоупотребена во политички цели. Ги повика полицајците, одговорната работа да ја вршат согласно законите. Заедно со граѓаните ја вративме земјата на вистинскиот пат и новата зададена цел е полициските и безбедносните служби да ги достигнат западно-европските професионални стандарди. Многу е важно Македонија да ги професионализира и деполитизира службите и да изградиме систем кој ќе ги осигура основните функции на полицијата независно од промената на политичките раководства на власт. По пораките наградени се 7 полициски припадници со признание за посебен придонес и заложба на работењето во МВР.